последно време станува многу актуелна темата околу легализација на канабисот, дали тоа е добро или сепак ќе донесе повеќе лошо во општеството. Јас денеска ќе објаснам зашто сметам дека канабисот треба да се легализира и зашто, иако популарното мислење дека е штетен, сепак нема докази за истото. Всушност, тоа е мојата прва поента, односно дека канабисот е ставен во ист кош со останатите психоделични дроги, бидејќи во минатото се видело дека има одреден ефект врз човековиот мозок, ефекти кои што не се природни сами по себе, и поради тоа е обележан со иста етикета како останатите дроги со сличен таков синтетички ефект. Но сепак има други супстанции кои што моментално се легални, како алкохол и цигари, кои што исто така влијаат некако врз човековиот мозок и се далеку поштетни од марихуаната и има докази за истото преку различни статистики за смртност и заболувања предизвикани директно од алкохол и цигари, но тие се легални. За канабисот такви докази не постојат и одамна е направен табу тема поради тоа што луѓето едноставно немале доволно информации. Денес, кога веќе науката е доволно напредна, за да ние можеме да знаеме точно како влијае канабисот врз луѓето, можеме да заклучиме дека тој не е толку штетен како што некои луѓе сакаат да го етикетираат и треба да им се дозволи на луѓето да го конзумираат на легален начин. Што ме води до мојата втора поента, дека моментално, иако е нелегален, канабисот сепак стига до луѓето преку слични нелегални начини, односно преку црниот пазар. Доколку кога би се легализирал, пазарот за кој што се бави со дистрибуција и продажба на марихуана би бил директно контролиран од државата, со што би се обезбедил квалитетот на добрата, односно квалитетот на марихуаната која што конзумираат луѓето и исто така би се контролирало до кој стига истиот. Ако моментално и обичен средношколец може да се набави со дрога, кога би станал легален канабисот, не би можело тоа да биде така лесно, бидејќи би се продавал преку контролиран систем и секако би бил нелегален за малолетници, бидејќи токму на нив може да им наштети. Додека пак за сите други созреани возрастни граѓани, ќе може да им се приушти да на безбеден и легален начин ја конзумираат супстанцата за која што веќе се заинтересирани и веќе можат да ја конзумираат во некои поразвиени западноевропски земји каде што е веќе легален. Сето тоа што го кажа беше супер, што јас сакам први да го почнам мојот разговор е дека легализација на еден начин ќе значи дека многу полуѓе ќе може да го достапат истото нешто. Со тоа ме донесува до тоа што ти самото го кажа, е дека марихуана е ставена, иако не е до толку штетна дрога како други халусиногени дроги, сепак мораме да знаеме дека спаѓа во категорија на халусиногени, што значи дека многу луѓе што имаат веќе постоечки ментални проблеми, како анксиозност, можеби шизофренија, како што е многу потешка ментална болест, или пак депресија, каде што јас сакам да се фокусирам на првите две групи, каде што луѓе што имаат анксиозност и депресија, каде што многу од нив кога користат марихуана, може да се најдат со многу непосакани ефекти отколку саканите ефекти. Може да имаат многу тешки параноични напади, дури и пак нервен слом што се случува во многу ретки случаеви. Тоа ме доведува во втората точка каде што сакам да зборам за едукацијата што треба да е тука за да ни обезбеди на нас безбедна конзумација на дрога. Истата едукација што треба да не едуцира за дека алкохолот е штетно, не води треба да го направи истото за да не едуцира за марихуаната. Но дали таа едукација вистински нас, средношколци, дури и млади, постари луѓе, ја има извршена таа мисија. Каде што мисијата што едукацијата треба да има, нели, за да не едуцира сите нас за безбедно користење и понатамошно користење, нима пропаднато. Истиот пример сакам да го кажам со алкохолот, каде што истата едукација што треба да нима едуцирано за марихуаната, веќе има пропаднато со алкохолот. И мисијата што треба да ја направи, според мене е многу долгорочна и недостижлива.